Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува Почитувани, кој не знае што е гунура, брунфелзија и кротон, сега ќе види во следниот прилог. Брунфелзијата е декоративно растение кое потекнува од семејството Саланецае. Овој род опфаќа околу 40 видови вечно зелени грмушки и мали дрвца, кои претежно потекнуваат од Централна и Јужна Америка. Достигнува височина од 50 до 60 см и ширина околу 40 см. Ова растение има способност да ја менува бојата на цветот од пурпурно во лилаво и бело. Цвета од март до јули. Може да достигне височина од околу 3 метра. Бара редовно полевање во текот на потоплите периоди, а во зима поретко. Во текот на летото бара редовно оросување, бидејќи ова растение има потреба од висока воздушна влажност. Температурата во летото треба да биде околу 25 степени, а во зимата не пониска од 10 степени. Во текот на летото не поднесува многу силно сонце. Гунурата е украсно растение, погодно за висечките кошници или саксии. Потекнува од Југоисточна Азија. Стеблата и листовите на гинурата се цврсто покриени со кратки, јарко-лилави листови. Цвета со жолти цветови кои имаат непријатна миризба. Затоа најпогодно е да се одгледува надвор доколку има услови. Бара доста сонце и доколку го одгледувате во градината, тогаш најдобро е во жешките денови во лето да го преместите на сенка. За гинурата потребно е да обезбедите силна светлина и постојана влажност на почвата. Во текот на зимата наводнувањето сведете го на минимум. Минималната температура за опстанок е од 10 до 15 степени Целзиусови. Додека е младо растението, редовно кастрете го, за да биде добро разгрането. Токму тогаш убавината доаѓа до израз. Не се препорачува мокрење на листовите. Се размножува преку резници и тоа во пролет или есен. Резниците најдобре да бидат посадени со мешавина на тресет и песок. Најпопуларни видови се гинура сарментоза и гинура ауратнијака. Кротонот потекнува од Југоисточна Азија, поточно од Малезија. Представува исклучително популарно украсно собно растение за домот и канцеларијата. Висина достигнува од 40 до 60 см, а ширина од 30 до 40 см. Листовите се насочени настрани и нагоре, обоени со живи бои и необична форма, најчесто овални или во форма на билушка. Кротонот бара светло место, но да не биде изложено директно на сонце. Директно сонце можете да го ставите во зима, кога сонцето е послабо. Во останатото време, кротонот најдобро ќе се чувствува на шарена стенка. Идеално место за да огледувате едно здраво и убаво растение е источниот или западен прозорец. Во однос на температурата, кротонот сака умерени температури и тоа во текот на летото до околу 20 до 25 степени, а во зиме не пониска од 15 степени Целзиусови. Кротонот не сака нагли промени на температурата. Кротонот е растение кое има потреба од висока воздушна влажност. Затоа е препорачливо на влажнување на воздухот, особено во жешките летни денови.
Сигурен знак за ниска воздушна влажност се кафеави точки на листовите. Во однос на наводнувањето, не дозволувајте почвата да се исуши. Во текот на зимата, наводнувањето може да биде умерено, а во текот на летото пообилно. Треба да му се обезбеди водопропустлива почва и добра дренажа за истекување на вишокот на вода. Кротонот е растение кое сака да му биде тесно. Затоа при пресадување избегнувајте ги големите садови. Доколку се решите да го пресадите, бидете внимателни и не го допирајте коренот, туку извадете ја целата земја од старата саксија и само дотурете од страните земја. Размножувањето може да биде преку резници. При одгледување на ова растение, одржувајте ја воздушната влажност и редовно пребришувајте ги лисјата од прашини со крпа. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.